Расел особено придонел за развитокот на логиката и математиката во 20 век со истражувањата на основите на математиката и аксиоматското мислење. Расел создал посебен вид математичка логика, така што сите математички аксиоми може да се сведат на логичките принципи со што се изгради логицизам. Додека во математицизмот логиката се сведува на принципите на математиката. За Расел, смислата на философијата е барање на вистината. Вистината треба да биде научно втемелена, без предрасуди и нетрпеливости, екзактно поставена, без субјективизам. Целокупното знаење го дели на непосредно сознание, директно ментално представување на објектот, сознание со опис, дескрипција на низа детали на нештата што непосредно не ги познаваме. Раселовата теорија на вистината е кореспонденција, каде вистината е копија на реалноста. Таа е копија на самите предмети, а не на состојбата на предметите. Логичкиот атомизам на Расел представува субстанцијата. Материјата и единечните предмети не се реалитети, туку логички конструкции. Светот се состои од меѓусебно независни делови. За етиката и културата Расел вели: етичките проблеми треба да се одделат од научната поставеност и исследување, затоа што чувствата не може да се истражуваат со научни методи. Раселовите позначени дела се: принципија математика, вовед во математичката философија, логичкиот атомизам, освојување на среќата, историја на западната философија, човечкото знаење. Основните биографски податоци на Бертранд Расел се следните. Роден 1872 година, живеел до 1970. Потекнува од англиско благородничко семејство, математичар и филозоф, познат пацифиста и доседен противник на војувањето. Студирал математика и философија на Кембридж, каде и предавал, за потоа да биде професор во Оксфорд, Чикаго, Лос Анджелес, Пекинг. Добитник е на Нобеловата награда за литература во 1950 година. Активно учествувал во демонстрациите против војната.